Градоначалник на Сојузот за идејата, Здравко Коцев. Добро вечер. Кога бев мал, сите сонувавме овде да живееме во мал. Овде беше пионерски и беше најубавиот дел во градот. Сега погледнете само, свртите се горе, човек страв да го фати малку понагоре да отиде. Свртите се од другата страна, река отиде. Некојаш беше атракција за Штип. Доаѓаа луѓе од разни градови и викат, бе, каква е ова река, нема вода. И сега гледате дека има вода, ама имало и каблови, цевки, ама има и фекалија во реката сега. И кога излеговме на неколку пресови да му кажеме на гениалниот градоначалник Зоранчо Алексов дека куќата се прави од темел, а не се прави од кров, тој тогаш викаше дека абе вие од Социјалдемократскиот сојуз имате ли малку поима? Има ли некој таму паметен да размислува? Какви се овие глупости што ги трескат? И па сега еве ги глупостите што ги трескат. 2 милиона евра кредит, 700.000 евра камата и плюс 1 милион евра да се врати во пробитната положба од им. Сега, дали ние сме трескале глупости или сме ја кажувале вистината, ќе заклучите вие. Направете само една разлика. Вода имаше и во овој горниот дел на Отињ, ама не е толку штетена како подолу од мостот. Значи, со едно непланско работење, со немање на визија, еве што се случи со нашата река. Платформи. Во мојата програма 2009 година стоеше дека тоа ќе се направи со јавно-приватно партнерство, што значи дека општината нема да даде ниту еден денар пари од својата сметка. Тоа ќе го направи некој бизнисмен кој што после со работењето нормално дека ќе има профит, меѓутоа еден дел ќе останува за општината. Ама гениалниот Зоранче се реши на кредит. Исто како и неговиот премиер. Што се случува со луѓето кои што ги поставуваат на такви места, а тие не сакаат да бидат тоа? Значи Зоранче беше директор на Централен регистер. 2000 евра плата, преку една недела во странство и наеднаш за овој ќе бидеш градоначалник. Вие се залетавте, добар е дечкото, доктор на науки, добра фамилија, дедо му беше многу добар стручњак тамо во педагошки факултет, односно академија, и гласате за него, стана човекот градоначалник, епилогот ќе го плаќаме сите заедно. Што понатаму? Доаѓа нов Зоранчо Алексов. Во Штип има живеено само кога одел за Скопје да преспие. И каков град сме ние, бе, викаме Ерусалим во политиката. Председавач на Советот од Беровск. Началник на полиција до вчера од Беровск. Сегашниот од Велешко. До вчера директор на управа за приходи од Кратовско. Новиот кандидат од Делчевско. Ние што сме од Штип, кај да бидеме ангажирани? На Плачковица. Денес ми стигна едно писмо од Центарот за комуникации и лаги на ВМРО ДПМН од Штип до средствата за јавно информирање, па и до нас. Сообщение до јавноста, реакција на изјавата на Здравко Коцев. Па сега ќе ви ја прочитам ако имате време. Ако не, да не ја читам. Имате, а? Добро. Здравко Коцев да се разбуди од сонот и да се... Не ми се гледа.
да се соочи со тоа дека Штип одамна е главен центар на Источна Македонија. Додека Коцев сонова, Штип прерастува во град со европски лик. Град со нови инвестиции кои отвараат нови работни места, од кои може да се издвои фабриката на гигантот Johnson Controls. Град на новиот државен универзитет Гоце Делчев. Наместо Здравко Коцев да презентира сонови на граѓаните на Штип, треба да им објасни која е неговата визија со конкретна програма. Му потенцираме на господинот Коцев дека соновите не стануваат нови дела. За нови дела е потребно трпна и посветена работа. Нешто за кое Здравко Коцев ни најмалку не е способен. Натома да не ви читам. Значи, за тоа што се многу способни, епилогот го гледате. Вие што живеете во овој дел на градот, еве ова уличка. Ова уличка е една од најфреквентните. Колку пати само со цемент ги потполнуваат дупките? Ама цементот не држи. 2-3 камиона, цементот пука, следните го разнесуваат и пак дупка. Па ако се толку многу способни, ако толку многу знаат, зошто не го оставија истиот градоначалник да биде? Ако направил заштита. Зошто не го оставија? Нели човекот бараше дека за 4 години е малку сите проекти да се реализираат. И сега носат нов. И сега пу не важи. Сега ќе излеземе, многу лесно е да се напише програма. Јас мојата програма ја имам напишено со овие две раци. Во основното училиште Ванчо Прке и во комуналното предпријатие ЈПИСА. Не треба многу да ви зборувам. Имаше една директорка пред мене која што викаше: "Абе Здравко, зошто си играш играчка, во ова Црвеница парк не бива." Го гледате паркот во училиштето, пред училиштето Ванчо Прке. Кога почнавме овде да правиме, и се смеја: "Абе овде се собирале овие, се собирале оние", ама за 4 години гледате што стана, пак ќе се собират овие и оние. Ама не луѓето кои што сакаат да уживаат во зеленилото. Сакам да и порачам на нив, ама и на вас, дека ние овој пат сврсто сме решени, заедно со коалицијата, Сојуз за еднината, сврсто сме решени да застанеме на чело на општина Штип. Сврсто сме решени после тоа да застанеме на чело на Република Македонија. Зошто? Затоа што вака веќе не бива. Кој може да се пофали дека срекно живее денес? И тие што работат, го крпат крајот со крајот. А замислете, они отварале фабрики. Па не ли слушнавте дека Johnson Controls дека размислува да си замени? Зошто размислува да си замени ако е толку многу гол? А државата одели 8 милиона евра субвенции за Johnson Controls. И сега они сакат да се заменат. Значи нешто има. Сакам едно да ви ветам на вас овде во овој дел. Значи паркот Кртеки ќе продолжи до крај. Јас започнав нешто таму горе, но нема храброст да ја прифатат реалност. Требаше само да се доправи горе сцената, или како ќе ја крстиме. Значи само требаше, таму веќе е однесено и струја, е однесено и вода. Таму има канделабри кои што треба да светат сега. Ама не светат. Штедат струја, да, скапа е струја. Улицата што оди нагоре, на кај дивите градби, е запустена. Во овој дел, кој што се шета, некој ако шета, знаете каква. Да не зборуваме за другите работи, ама ќе зборуваме за овој дел, за кулите. Значи, мојата намера е, овие кули да добијат нова фасада, да добијат паркинг места, дворните површини да станат зелени, да имат цвеќиња,
Реката отиње, нема да оставиме овака. Сигурно ќе продолжиме, колку кошта нека кошта. Да не мислат они дека сега што ќе го донесеме булдожерот и тоа што го направи ќе го бутне. Поскапо е да го бутнеш отколку да продолжиш да го правиш. Меѓутоа они немаа сила и тоа да го направат. Продолжуваме со гасификација на градот Штип. Единствено во Македонија тоа го имаат Куманово и Струмица, еден дел Скопје. Што би значила таа гасификација за градот, за индустријата? Тоа можат да го претпостават само оние што се занимаваат со бизнис. Потрошената енергија ќе биде наполовина. Што ќе стане со училиштата? Училиштата, директорите поставени од Социјалдемократскиот сојуз започнаа да ги средуваат. Покажаа како треба тоа да се прави. Што се случи после тоа, гледат, да не ги офираме толку, да не викаме дека вака работа или онака работа. Многу битно му беше на Зоранче Алексов неговата балда за да биде директор на Ванчо Прки. Епилогот го гледате, нели, со Ванчо Прки. Пак се врати таму кај што му беше местото. Што ќе се случува со улиците? Пола град се со коцки. Канализација, водовод. Да, иземаа на луѓето во дивите градби пари. Легализација, ама треба да и направат и улици. Треба водовод, треба канализација. Како ќе го направат тоа? Поздрав ли ова или револт? Значи поздрав. Ние решивме и дојдовме овде и продолжуваме до 24. Ќе бидеме присутни секаде. Немаме намера да молиме за гласови. Овој пат ќе ве оставиме вас самите да одлучите. Немаме ресурси, немаме директори да ви речеме, ако не донесете по 20 луѓе, да не ми доаѓаш на работа. Нема решение. Нема да ви влегуваме во фирмите. Вчера ги собрал сите бизнисмени. Луѓето се наредиле, нормално. Што ќе прават? Ако не дојде на состанок од инспекција, казна, волку евра, толку евра. Направија да живееме како кој знае каде. Не знам која држава да ја кажам како споредба. Пред се, сакам да ви кажам дека сите тие давачки кои што се наметнети, ќе земам пример. Услугите на ЈПИС се зголемени за 50, скоро 50%. Дали и услугите се зголемени во ЈПИС? Се примаа луѓе кои што не знаат што работат, ама взимат плата. Не е целта само да се партиските војници да влезат и ништо да се работи. Целта е да има ефект од тоа работење. Уште сега ви кажувам, услугите на ЈПИС ќе бидат намалени. И одма се поставува прашањето, па ние израчунавме дека нема да биде рентабилно. А сега рентабилно ли е јавното предпријатие? Колку е процентот на наплата? Колку се вложува во инвестиции? Еве, денес гледате дека цел ден немаме вода. Кога се случи тоа кога јас бев директор? Ајде, да не биде препотен. Кажете, дали се сеќавате на летото 2006? Знаете ли Брегалница колка беше? Толкацка. Со пумпи носевме вода во бунарите. Со пумпи влечевме. Само градот еден ден да не остане без вода. Ама луѓето си мислат дека доволно е да те викат директоре. Во делот на кампањата, вчера требаше да подпишеме меморандум за, јас викам, за ненапаѓање. И како да подпишеме кога погледнете градот што е? На секој ќоше Вамаровски знамиња. Плакати, еве, овој тука, зградата што е започна да ја гради, целата е плакати. На овој зид плакати, на школите плакати, на градинката плакати, на бандерите плакати. Ај, таму и треба да има плакати. Едно време таму ги стававме плакати. Значи, ние немаме пари за такви глупави работи. Ние ќе бидеме скромни, како и што сме, ќе одиме од човек на човек, ќе ја понудиме нашата идеја, ќе ја понудиме нашата храброст. Некој пат можеш да имаш идеја, ама да немаш храброст да ја реализираш. Ќе изнајдеме форма како тоа да се реализира. Ќе се изнајдат пари.
Европа моли да инвестира, ама ние имаме тим локален економски развој или ЛЕР. Ама буквално, нели, шоферите знаат што е ЛЕР. Тимот буквално е у ЛЕР. Тоа значи десетина луѓе зимат пари, ама ниту еден проект не реализира. Ке бараме луѓе кои што си ја знаат својата работа. Ке одиме и дење и ноќе. Ке гребеме и со ногти, и со нози, и со раци. Ама сигурно нема да го ставиме градот овака како што е сега. Обично, кога се оди на вакви собери и се замолуват луѓето, ако сакате, ако можете, пошто не знаеме ние друг начин и немаме друг начин, јас ова вечер не сум дошол овде никого да молам, едноставно дојдов да искажам тоа што имам намера да кажам. Ваше е, драги пријатели, да си го одберете бројот, кој ви е на срце. Нашиот број е 42 за листата, 42 за Здравко Коцев. На нашата листа нема леви, десни. Нема млади, стари. Има само успешни. На нашата листа има вамаровци, ама прави вамаровци. И преска мојот пријател Зоки вика, партијата се претворила во контейнер. Да, за ДПМН. Што значи дека они и прават конкуренција на луѓето кои што секојдневно бркат по контейнери. Дали некој тоа го гледа? Се случи поплава. Остана еден куп на луѓе кои што не знаат како да се снајдат, како да влезат дома. За рекламите, за спотовите, за телевизиите им дадоа на неколку вамаровски фамилии по еден кревет или што и дадоа. Ги излажаа ромите тамо, вака ќе биде, онака ќе биде. Денес ќе им граделе домови. Не бива така. Значи, нашата листа е спој на младост и искуство. Не може да биде градоначелник без листа. Не може. Затоа, пак уште еднаш викам, размислете овој пат многу убаво. Што сакате за Штип? Што сакате за вашата фамилија? На крајот, во сабота во Штип се одржува централен митинг на Социјалдемократскиот сојуз. Ве поканувам сите да дојдете ако имате желба. Исто така, во недела се прави државниот централен митинг во Скопје. Доколку имате желба, повелете, ние обезбедивме автобуси, прочка е, ама ќе си простиме на плоштадот во Скопје. Благодарам.